Моето патешествие низ населените места во Македонија ете ме донесе, така да речам, и во неизените урбани места и предели. Поточно речено ме донесе и во селото Катланово, распослано во периферијата на Скопската котлина. Него овој пат го одбрав. Може би се прашувате зошто? Затоа што за ова населено место имав многу сознанија како од пишени документи, од устни преданија, така и од материјални факти кои сакам да ги потврдам и се разбира да ги надополнам, а посебно внимание ми привлече неговата географска местоположба. Одовде, од ова мало урбано катче, од ова мало площадче, ја започнуваме новата емисија токму од Катланово, токму од Катлановска бања, од Катлановската регија. Катланово се наоѓа во југоисточниот дел на Скопската котлина, на десниот брег на реката Пчиња, пред нејзиниот влез во Прњарската клисура. Катланово е рамничарско село, расположено на надморска височина од 240 метри и од градот Скопје е оддалечено 27 километри. Низ населеното место Катланово поминува дел од коридорот 10 од Скопје према Гевгелија, поточно кажано автопатот Александар Велики, а веднаш до него, до овој автопат, се наоѓа и стариот пат Скопје-Велес-Битола преку превојот Кула. Поради својата средишна местоположба во однос на повеќе други села во Ридско-планинскиот предел, во блиската околина, селото Катланово е рурален центар во рамките на општина Петровец за селата Летевци, Брезница, Градманци, Блаце, Бадар и Козле. Поради ваквата географска местоположба од селото Катланово водат и 3 локални патни правци кон селата Блаце, Бадар и Козле, кон селата Летевци и Брезница и кон селото Градманци во општина Велес. Во населбата Катланово од памтивека течи реката Пчиња. Поминав преку еден од многуте изградени мостови на оваа река со намера да се упатам кон Катлановска бања. Но пред да се упатам кон Катлановска бања, да напоменам дека овдека на 10 километри се наоѓа селото Брезница и селото Бадар. Исто така на 12 километри од овде се наоѓа селата Градманци и селата Џемидирци. И за овие села ќе направиме репортажи, но како што напомнав, ќе одам во Катлановска бања. За населеното место Катланово има многу пишени документи, материјални податоци, археолошки локалитети, устни преданија, легенди, митови, со еден збор каде и да се чепне, каде да се копне, било до кое капче да се фати во рака, било колкава грудка земја да ја стиснете меѓу вашите прсти, во себе крие дел од историјата која овде се гради не со векови, туку со милениуми. За населеното место Катланово, материјалните документи, пишаните документи, устните преданија, легендите и митовите датираат речиси од кога настанало човештвото. Поточно речено, од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Катланово постои во античкото време. Во античите како. Така? Таму било езеро, ама потонало, се викало Котла. Котла се викало и после дошле луѓето овде на камен да не пропага. И тука почнале куќи да прават. Каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода, на вистина е историја на овој регион.
Затоа говорат остатоците од радности на вековните градби од многу тврдини, бедеми, утврдувања, кастели, како што е и кастелот Пчиња, кој првобитно бил тврдина која е служила како граничен премин помеѓу тогашните римски провинции Македонија и Горна Мезија, а пак во следниот феудален период, поточно од 10 до 14 век, служила како тврдина на многобројни владетели со Македонија. Во Катланово постои преданието дека на местото на денешното село во римско време постоело градче со име Катраново, кое во некои случувања било сосема уништено. Од ова некогашно населено место, селаните често искупувале тули и стари пари. Подосна, на местото на уништеното градче Катраново се основало село Катланово, со многу куќи и населено само со македонци христијани, каде што секоја година стасувале по 40 девојки за мажење. За време на отоманското робство, ова село повторно се запустело најповеќе заради чума, па голем дел од населението се иселило во Скопје и други места, а дел од населението изумрело. По ова страдање, селото Катланово започнало повторно да се обновува и зголемува благодарение на доселувањата и делумно на размножување, па така до 1900 година селото имало околу 20 куќи, 10 куќи македонци, 10 куќи маđери, бегалци од Србија и Бугарија, кои се населиле во 1878 година. Во 19 век Катланово било чифчичко село на кое имале чифлици повеќе муслимани од Скопје, кои во 1912 година земјата ја распродале на селаните македонци од околните рицко-планински села. Кои му се соседни села на Катланово? Блатце, Брейца, Бадар, Чифлик, поправо Ќолија. Чифлик не постои као село, Така? Ќолија. Од кај се луѓето се дојдени овде? Од Кожле, од Баце, од Брейца и од другите села. Колку е далеко од Скопје, колку се далеко од Велес? 25 километра, Од Скопје, а? да. И од Велес и од Скопје, по стариот пат. Така. А по новиот е 30. Колку со што одите до Скопје вака на пазар да појдете да пазар? Сега ли тога? Тогаш да речеме. Пешки. Ауто пеш. И отприлика колку Со вака? магариња, со коњи. Ќе идеме натака. За колку време стасувате? 6 сати. 6 сати, е? Полека е. Исто така, ова населено место се спомнува и во пишаните документи во грамотите на тогашниот владетел со Македонија, царо Душан, кои датираат од 1230 година, а исто така и во црковните повелби и грамоти од македонскиот кралот Димитрија Волкашин, кои датираат од 1365 година, и македонскиот кралот Марко од 1371 година, а за тоа говорат остатоците од марковите кули кои се наоѓаат источно од селото во правец на селото Летевци и јужно од селото во правец на селото Козле, на 3 километри североисточно од местото каде што се влива река Пчиња во Вардар, каде што се гледаат остатоците од одбрбените бедеми во чија околина се пронајдени фрагменти од керамички садови, питоси и градешен материјал. Воедно пишени документи и материјални докази за ова населено место имаме и во отоманските дефтери кои датираат од 1371 година па се до 1912 година. Како што е написот кој стоел во амамот на Катлановска бања од 1898 година, каде пишувало: споменот за благодетите што ги дава ова топла вода, нека биде непресушна за светот што се развива и гради. Таа тече низ камена уста од Аллаха благословена. На мерберната плоча пишувало дека Дауд Паша изградил базен и неколку згради, додека пак Хафиз Мухамед Паша, прочуен Скопски валија, во 1859 година му ја остава на народот од Скопје и оваа бања изградена од своите лични средства. За да ги надополнам моите досегашни сознанија и уште многу други нешта да дознам за минатото на ова населба, за да го надополнам ова документарно истражување, моето документарно истражување го продолжив меѓу самите мештани од ова село.
На времето кажа дека постои римска бања. И стварно постои. Таа е на брдото горе, една горе. Има базенти 6. Еден голем, има и 5 помали базенти. Водата течеше по самото брдо горе. Иначе, ташо од кога бањата е тука не знаеме, али овде ке има изобилство на минерални води. Негде ке има околу 9 чешми. И тоа е тоа, што друго да ви кажам. Овдека, сега кога се полни ова минерална вода, Да. отприлика колку е ова температурата? Топла вода, ладна минерална, како е? Ова е млака вода. Порано беше топла, негде ка околу 25 степени беше топла водата. И тоа со тек на времето, како настана земјотресот, тоа беше, нели, 63-та година? 63 година, се измени температурата на водата. Значи, дојде до некое тектонско пореметување, што се однесува тука на тлото на овој дел, и се промени и сега е млак. Иначе, ова ја препорачува лекарите, поранешните лекари ја препорачува, многу е добро за бубрези, камења што имат во бубрек, ги сврла. Ако не можеш нешто да јадеш, слободно јади од оваа вода, пи, нема и гајле, така да јас сум тука, еве 70 години, али 65 години ја пијам само таа вода. До сега на лекар не сум бил. И не дај Боже да идам. Колку е отприлика овај температурата се моментално на оваа вода? Околу 20 степени, 30? Дека 3-4 степени, Така. ништо појде. Овде гледаме дека има повеќе извори во оваа карпа Да, има. и гледам дека овде луѓе доаѓаат тука и вода да наполнат не само чешмата тука, туку и вода нешто полнат и од карпата тука. Значи, за што се вели за млек ја земат. Па ја зимаат повеќе за лек се пуни ова. Рецимо ова доле има една чешма, ето тука понадоле, таа исклучи ја користат за очи. Рецимо, ако имаш болки во очите, ако ти се црвени, идат луѓе ќе се измие 5-6 пати тука и готово му поминут. Така да, тоа е многу одамна се користи таа така вода. Има уште една одека доле, исто. И таа се употребува за тоа. За Катлановска бања многу мина знаат дека водата што е овдека е лековита. Овој извор овдека што е пред нас, многу ми рекува дека е извор за оние луѓе кои што имаат проблеми со очите. Ќе се, еве, ќе пробам да видиме дали има нешто. Иначе водата топла е, некаде според моја проценка околу 30 степени. Ќе се измијат. Да ви кажам реално, нешто осеќам како да има речи го печкање во очите. Наверојатно сите оние што се организми негативни за погледот ќе бидат што се вика стварно печки. Ќе биде подобро. Од кога ќе се измиете после 5 минути, печкањето исчезнува и видот се враќа нормален, како што гледам и прекрадно. Поминувајќи еден од многуте мостови преку реката Пчиња во населбата Катланово, сврте влево. И на 2 километри од Катланово, овдека позади мене се наоѓа Катлановска бања, кое што постои од римско време и од турско време па и до ден денешен. А во самата околина, во самиот хоризонт на Катлановска бања се наоѓа и викенд населбата Катлановска бања. Како што мојот поглед се движеше во правец на ричето кое ми доаѓаше во мојот видик, се сетив и за моите сознанија за Катлановската бања и на минералните извори, на родното место на императорот Јустинијан I и на некогашното море кое овде пред многу милиони години овде некогаш постоело. Катлановска бања е едно од непознатите македонски бањски центри.
се наоѓа во долниот тек на реката Пчиња, на селото Катланово, на надморска височина од 230 метри. Од градот Скопје, со кој е поврзана со современа сообраќајница, е оддалечена 25 километри. Во атарот на селото Катланово се наоѓаат повеќе постари средновековни цркви, меѓу кои и црквите Свети Никола и Света Недела во селото Катланово, црквата Свети Ѓорѓи Победоносец, кој се наоѓа во близината на Катлановската бања, која представува селска црква, изградена во периодот од 16 и 18 век. Позади мене е Катлановска бања, а овдека во непосредна близина на ова бања се наоѓаат двете цркви Света Недела, а другата Свети Тројца. Изградена е врз карпа. Односно, двете цркви се изградени врз карпи. Црквата Света Недела, која што се наоѓа веднаш пред самиот влез на Катлановска бања, е изградена во 1992 година од Титорот Синадиновски, кој што е изградена врз темели на една карпа, која што според кажувањата таа црква постојала повеќе од 700 години. На средината од Банјскиот рид се наоѓаат минералните извори. Од двете страни на реката Пчиња, кај Катлановската бања, постојат бигоровити наслаги. Тоа сведочи дека од двете страни на реката Пчиња се наоѓаат минерални извори. Пукнатината која се протега низ Банјскиот рид, за кој главно се врзани минералните извори, е од тектонско потекло и е во врска со вулканските тектонски појави во Македонија. Длабочината на пукнатината, која пресекува големи комплексни земјени слоеви, овозможува постоење на термоминерални извори. За Катлановска бања можете да дојдете преку два патни правци. Првиот патен правец е стариот пат од Скопје за Прилеп преку Велес, а вториот патен правец е автопатот према Гевгелија. Некаде пред излезот од Катланово за Катлановска бања вртите лево и над 100 метри пред влезот на бањата овдека се наоѓа неколку свети води и извори со минерални води, каде што може слободно да дојдете, да се наполните и дома да се несете, да се напиете. Термоминералните извори се јавуваат на расцедни линии кои се од поголеми размери. Една пукнатина се протега по самиот Банјски рид и е забележлива во должина од околу 350 метри. Во околината на бањата има повеќе топли и ладни минерални извори со температура на водата од 40 степени. Водата содржи најмногу натриум, калиум, хлор, сулфати и хидрокарбонати со температура на водата од 40 степени. Ова е Катлановска бања, за која што претходно, кога е почнала емисијата, ви говорев. Дојдовме во Катлановска бања, која што овдека луѓето ја посетуваат со милениуми. Од античко време, римско па до ден денешен. Првиот хотел кој бил со 156 легла бил изграден во 1934 година. Денеска во бањата постојат 3 хотела и неколку одморалишта со вкупен капацитет од 450 кревети.
Годишно овде престојуваат по околу 10.000 посетители. Во периодот по 2008 година капацитетите на бањата се обновени и таа е една од најсовремените и најквалитетно опремените бањски центри во Македонија. Овдека во лекувалиштето во Каталонска бања се наоѓаат 4 индивидуални кали, каде што секој посетител може индивидуално да ги користи, каде што има топла минерална вода. Според моја процека некаде околу 40 до 50 степени услови. Една порака, дојдете овдека во лекувалиштето, во Каталонска бања, користете ги минералните води за здравје и за состојбите за долг живот што се вели. И навистина бев пријатно изненаден од тоа што го доживеав. Ја видов старата традиција на живење, старите адети и обичаи, црковните обреди, ја видов вистинската селска идила сплотена со урбаното живење. Но сепак, како што вели народот, со едно дење се не може да се види, се не може да се сними во Скопската блатија. Во Скопска блатија остануваме и понатаму да го продолжиме документаристичкото истражување, а дел од тоа истражување ќе ви го пренесеме и вам, почитувани мои сограѓани, каде и да сте во наредниве документарни емисии кои ќе следат.